Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе ги проследите оние содржини кои што ќе ги пренесеме како информација во разговорот што ќе го водиме денес со мојата гостинка. Секогаш велам и повторно и денес така ќе кажам дека кога зборуваме за проблемите кои што ги имаат децата во нивниот развој, навистина секогаш е добро да се разговара и да се каже информација повеќе. И секогаш ми е драго кога разговараме за најмалите за децата, така ќе биде и денеска со Теја Тумовска-Ристовска, која што е специјален едукатор и рехабилитатор и гелштат терапевт во едукација. Ќе поразговараме за психомоторна реедукација, што тоа значи, кога се користи кај децата, кои се тие проблеми кои што нели треба да се решат со оваа психомоторна реедукација. За сите овие прашања нели ќе одговориме во разговорот кој што ќе го водиме со мојата денешна соговорничка. Се надевам дека ќе биде од корист сето она што ќе го кажеме и секако доколку имате некои прашања, знаете дека сме отворена контактна емисија, може слободно да се приклучите во нашиот разговор, да поставите некое прашање и не мора да е поврзано со оваа тема, може и било што нели што е во однос на развојот кај децата и оние нели развојни нарушувања, значи кога имаат проблеми и со говорот и нели други потешкоти кои што се јавуваат кога станува збор за правилниот развој кај едно дете. Теја, после долго време договарање, драго ми е што денес си дел од Ваш термин и што ќе поразговараме за оваа тема. Вики, ти благодарам на поканата. Так. Психомоторна реедукација. Прв пат слушам за ваков термин, верувам тебе ти е многу добро познато, бидејќи веќе си специјализирана за овој проблем, па да ни објасниш што представува на почеток психомоторната реедукација. Така, значи, психомоторната реедукација, како што гледаме, е составена од два збора, психата и моториката пак е едно дете, кое што е основата во првите неколку години од самиот живот. Психомоторната реедукација како дефектолози ја користиме во делот на осамостојување, значи на детето и во делот на запознавање, значи развојот на личноста. Зошто е важна? Сакам само да напоменам дека значи ова е една тераписка процедура, односно долгорочна, која што зависи од карактеристиките на детето, колку време ќе се користи и што ќе се применува, кој дел, кои вежби ќе се користат. Исто така, сакам да напоменам дека психомоторната реедукација најчесто се применува кај децата кои што имаат первазивни развојни нарушувања, значи кои што имаат моторни отстапки, исто така, значи кои што имаат едноставно неусогласеност во моторниот развој. Така да тука да прекинеме. Не, имаме се извинувам, Теја, имаме некој мал технички проблем, јавуваат од режија. Може сега ворете? Ајде, продолжуваме. И се извинуваме до гледачите, се случува нели емисија во живо? Да. Значи како што напоменав, значи психомоторната реедукација се одвива во етапи, добро, односно во зависност од индивидуалните карактеристики на детето, во зависност од когнитивниот развој, односно од зрелоста, значи па на самото дете. Уште нешто да напоменам дека најчесто ние дефектолозите значи ја користиме значи кај деца кои што имаат неусогласеност во моторниот развој, кај деца кои што имаат первазивни развојни нарушувања, кај деца кои што имаат проблеми со внимание, значи дисграфија, дислексија, дискалкулија, дури кај деца кои што пелтечат. Така да тоа е една основа за детето пред да седне во клупа, да пишува, да слуша, да чита, основата е да се запознае каде е и кои делови од телото нели ги да. Спомна делот кога е во училиште детето, дали во предучилишна возраст се јавува
кога се јавуваат вакви проблеми се третираат децата? Од колку обично практично од колкава годишна возраст се почнува да се третира едно дете? Да, значи доживувањето на телесната шема, на таа телесна пацеловитост, децата ја доживуваат уште од најрана возраст. Значи во првата година, нели, од својот живот, со самото свое прашање, ајде стави раката на глава, на око, значи оние основни работи што треба да ги знаат. Точно. Така да психомоторната реедукација базично започнуваме да ја вежбаме, бидејќи психомоторната реедукација е третман на движење. Бидејќи самиот мозок значи созрева низ како да кажем, низ процес на учење. Така. Да. Така да децата кои што се движат, кои што сакаат, нели, кои што се малце повеќе полюбопитни, имаат едно ново искуство и со самото тоа искуство децата учат. А дали тоа ќе биде детето да го пуштиме надвор, да си игра со кал, да си игра, значи па со песок. Можеби тоа е проблемот во последниве децении, што децата сосем поинаков начин на игра имаат, сосем поинаков начин некои наши генерации, еви твои, имале други игри кога станува збор за детскиот развој, можеби поради тоа и се јавуваат сите овие промени кај децата. Да. Значи треба детето навистина да се остави што сака буквално да прави, да не се ограничува во истражувањето во играта. Нели под надзор. Точно така, да, меѓутоа љубопитноста да му се остава да се проследи од негова страна. Децата учат со секое движење, со секое значи истражување надвор. Така да тука е слободата. Така. Да, а во таа слобода секој родител има и своја одговорност. Билат кога детето уште од мали нозе ќе ја истражи љубопитноста, после некако како расте, нели, сите тие фази ги надминува, па можеби побрзо ќе созре и ќе ги надмине многу работи кои што требало да ги надмине порано или порано, да не ги надминува подоцна, што се вели. Да биде развојот како што треба. Како се одвива една психомоторна реедукација, малку подобро да ни објасниш што се применува, колку трае. Претпоставам секогаш кога станува збор за вакви работи, нели индивидуално, меѓутоа еве да ни посочите. Како што кажам, значи психомоторната реедукација е пристап кој што е дел од самиот дефектолошки третман, да, кој што е станува дел. Значи зошто велам дел? Затоа што еден дефектолошки час пример трае 45 минути. И во тие 45 минути, 15 до 20 минути имаме за таа психомоторна реедукација. Добро. Сега, што работите со децата? Тоа ми беше. Да, сега, значи психомоторната реедукација значи се применува, значи како што кажав, пак е деца од значи со неусогласен дисхармоничен развој, со тоа што тоа се низа на вежби кои што се базираат на индивидуалните карактеристики, значи на зрелоста значи па на детето и што детето има значи потешкотија, бидејќи време траењето на тоа колку ќе трае третманот со психомоторна реедукација зависи од тоа колку детето е спремно да значи прифати. Точно, да прифати, така да некогаш трае месеци, некогаш трае значи неколку часа, односно само нели неколку третмани. Сега, која е целта? Целта е сите вежби кои што ги задава терапевтот, значи дефектологот, да бидат јасно дефинирани, да бидат на ниво, значи на неговата, тоест на ниво на неговите когнитивни вештини, не на ниво значи па на возраста, бидејќи иако имаме дете кој што има на пример 5 години, но во зависност од неговите когнитивни капацитети, можеби тоа дете не значи не резонира за таа значи возраст и затоа претходно пред значи да го вклучиме детето во самиот третман, секако имаме нели анамнеза од страна на родителот, но меѓутоа освен таа значи анамнеза правиме една
проценка докаде е развојот на тоа дете. И врз основа на таа, значи, репроценка што ја правиме, фактички ние ги применуваме тие вежби. Така. Сега, тие вежби може да бидат потпомогнати, каде што терапевтот заедно со детето значи, ќе ги прави. После тие, значи, може да бидат само вербализирани, каде што терапевтот кажува, значи тоа е веќе повисок степен, каде што имаме поголемо усвојување, каде што, значи, терапевтот кажува, дава налог, а, значи, детето само ја изведува таа вежба. Исто така имаме, значи, полупотпомогнати вежби, каде што детето седи, значи, ако не може да стои, секако седи, дали е тоа на пилатес топка, дали е на под, нешто, нели, што е прилагодливо за тоа дете, и заедно пак од страна на, значи, терапевтот се прават тие вежби. Дали се прават некои вежби со цртање, со тука за да се задржи вниманието, цртањето не, бидејќи тоа се веќе други техники. Тука во психомоторната реедукација целта е движењето. Значи со помош на движење, на пример, дигни една рака, спушти ја раката, стави рака на нос, на уста, направи чекор напред, чекор назад и затоа. Значи во психомоторната реедукација спаѓаат, значи, вежби за запознавање на себе си, значи телесната шема, потоа запознавање на објективниот простор, значи гестуалниот простор, докаде може, докаде е мое, значи докаде е, нели, така да потоа имаме ориентација во простор, дигни една рака горе, со самиот налог една рака горе, веќе имаме, нели, горе, значи ваква ориентација во простор време. Потоа исто така зошто се важни, значи, вежбите за значи зашто детето кога ќе седне, значи утре во клупа за да седи, нели, сакаме 45 минути да седи, да пишува, да, значи, да биде сконцентрирано. Да, треба да се вратиме неколку скалила наназад, дали детето може тоа да го направи. И затоа овие вежби имаат некако за цел и тука да, значи, да действуваат. Колку порано, толку подобро. Така. Зошто? Затоа што имаат многу важно действие и кога ќе се развива онаа графомоторика, значи за да се држи моливот, има, значи, повлијание по врз стисокот, бидејќи ако детето повеќе стиска или понежно пишува, не се гледа, значи, на листот, тука веќе, нели, имаме некој си проблем, каде што со помош на овие вежби може да имаме развој на некое си нормално пишување. И сега овие примери што ги наведовте, станува збор за деца со типичен развој, така претпоставам? Деца, да, типичен и со... А со атипичен, за кои проблеми најчесто се доаѓа на психомоторна? Споменавте некои, да, кажав, значи деца, значи кои што имаат, значи первазивни развој. И кога е добро за нив да се почне да се или да се третираат? Да, значи пак е деца кои што имаат, значи, первазивни развојни нарушувања, тука, нели, спаѓа вакво аутизмот, потоа, значи, пак е деца, значи, кои што имаат заоцнување во моторен развој, пак е деца кои што имаат, значи, потешкоти во делот на внимание, значи во делот па на концентрација, така да деца кои што имаат церебрална парализа, значи моторни нарушувања, бидејќи сепак во психомоторната реедукација ние па работиме на мускулниот тонус, односно во зависност од тоа дали детето има хипо или хипертонус. И во зависност од тоа, нели, се даваат соодветни вежби, техники. Со тоа што психомоторната реедукација треба да, значи, да се работи постојано, не само, значи, на третманите, туку треба да се работи и дома, значи во домашни услови, и затоа ни им даваме неколку инструкции, значи, на секој родител, така, она што го прави кај вас, може да прави дома. Да, бидејќи
со самата психомоторна реедукација детето се вклучува и во секојдневните активности. Например, кога велиме дигне раката горе, детето ја крева горе раката и тука имаме веќе една мускулна сила. Значи мускулна напнатост, каде што детето утре кога ќе му кажеме дај ми ја лажицата, еве базично нешто, значи детето може да ја значи да ја испружи раката и да ви ја даде по лажицата. Така да многу значи едноставно движење, многу едноставна техника, значи процедура која што, ама важна, бидејќи се гледа дека во секоја едноставност лежат многу сложени работи. Така е, да. Не е едноставно. Не е едноставно се што така изгледа навидно. Точно. И само да напоменам дека во самите третмани на почетокот можеме да имаме отпор од самото дете. Бидејќи зашто детето на пример не остварува контакт со очи. Има значи послаб мускулен тонус и сето тоа влијае. И значи ние му даваме на детето една слобода, значи да се адаптира, да види, но сето тоа низ низа на третмани, значи ако третманот од психомоторна реедукација е 15 минути, ние на детето му даваме 5 минути. Значи и така, значи се го зголемуваме опсегот на време траење, се додека детето не биде, пак да кажам, свесно за себе. Односно не ги исполни тие 15 минути. 15 од 20 минути. И сега теа, бидејќи за атипичните деца, тука станува збор за нешто што е проблем и што треба да се решава. Сме зборувале многу пати дека треба повеќе лица да се вклучени во процесот, меѓу кои ова вие што го говорите. Меѓутоа, што со оние деца што се со типичен развој? Порано многу ретко се случувале вакви проблеми кај децата во развојот, да се мора да се доаѓа кај вас, да им помагате и така натаму. Кои се причините за типичните деца, за оние кои што имаат вакви проблеми уште од мала возраст? Што се тие фактори кои што допринесуваат да имаат вакви проблеми? И кога ќе почнат и во училиште, знаеме дека и многу големи проблеми има и со говорот. Значи, кои се тие причини кои што навистина допринесуваат за се почеста појава за жал кај децата? Морам да напоменам... Какви се вашите сознанија од секојдневието? Да. Со вашата работа, преку практиката на ова? Значи, морам да напоменам дека дејствувањето е мултифакторијално. Зошто велам, значи, мултифакторијално? Затоа што најчесто имаме и деца, точно, значи, во пракса, кои што немаат некакви одстапки, значи, поголеми, но кога ќе дојдат, значи, во училиште имаат потешкоти во делот на совладување, значи, на наставниот материјал. Вниманието, значи концентрацијата и така да научат да читаат и точно сето тоа, но тоа се веќе училишни потешкоти кои што може да се дијагностицираат и кои што наставникот најчесто може да ги забележи. Сега, кога го велам, значи да се навратам, мултифакторијално, значи влијание. Тука за има малите дечиња уште од 1 година. Да. Тука, значи, мултифакторијално. Колку детето е изложен на самиот екран. Екраните во денешно време е една базична основа, која што сите сме ние веќе изложени, ама на децата некако им даваме пристап и да бираат и преку тој пристап кој што сме им го дале ние, да не контролираат. Зошто велам така? Затоа што дете од година и еве да речеме од 2 до 3 години само кажува што треба да гледа. Да, само кажува и колку. Така. Значи тука веќе треба да имаме граници. Тука е првата основна грешка. Значи основата грешка или пак ќе кажам некое си увидување, значи кое што треба да го има по родителот и самите ние родители. Треба затоа и сакам да говориме повеќе и да апелираме да навистина ова допре до сите и младиеве што треба да станат идни родители, дека навистина тука многу големи грешки се случуваат за сите понатаму развојни пореметувања на детето што се случуваат. Точно така. Кога се расте, не се развива. После, значи освен екраните, колку самото дете понекогаш, пак ќе кажам, тоа е во пракса како што гледаме презаштитено. Детето може тоа да го направи,
ама е некаде потиснато, бидејќи мама или тато може да го направат тоа наместо мене. Зошто? Затоа што деца од 3 до 4 години, еве да речам, најчесто не знаат се уште, 4 до 5 години не знаат да врзуваат патики, не знаат сами да облечат јакна. Не знам, затоа што на децата им треба осамостојување. Бидејќи ако ние му помогнеме, ако ние му помогнеме на тоа дете и ја завршиме работата наместо него, детето никогаш нема да научи. И ние ќе мислиме детето има 5 години, а не знае нели јакна да облече или па да врзе врвки патики. Не, тука едноставно не сме му дале тоа да го направи. Можност да види како е. Значи, да ги вклучуваме децата, затоа што се додека велиме мали се, има време за тоа, има време, некако тоа време го нема и една активност, значи една развојна норма, па после оди друга развојна норма. Некако после се насобираат наеднаш, така и станува проблем после. Точно. После исто така многу важен фактор на денешно време е и начинот на живот, исхраната, што јадат децата. Најчесто децата имаат и нарушен сон. Не зборувам кај деца кои што имаат атипичен развој, кај што е можно да се очекува нарушен сон. Зборуваме кај деца кои што имаат типичен развој, но најчесто гледаат до доста навечер, значи цртани, јадат чоколади, изложени се на повеќе шекери и сето тоа има влијание врз сонот. Така да тоа е мултифакторијално кој што кај кај децата после типичен развој некако велиме дека ова дете моево дете не може тоа да го направи, ама не ја гледаме позадината и зошто тоа дете не може тоа да го направи. Значи, во секој случај, како што сме говориле, секогаш и со вашите колеги, и со вас, кога сме говориле за други проблеми, секогаш треба децата што повеќе да бидат изложени на игри кои што се надвор, со другарчињата, во природа повеќе. Точно, бидејќи мозокот созрева, така, бидејќи мозокот созрева во првата година, најчесто и учи, најчесто преку движење. Значи, децата ги памтат работите преку движење. Затоа викам, таа телесна шема, тоа значи доживување на јас, на себе си, во првите неколку години од животот се паметат низ движење. Значи, каде е окото, каде е носот, со што гледам, и многу е важно децата сетилно да знаат со што прават, со што гледаат, со што јадат, со што слушаат, со што говорат. Тие основни работи кои се некои базични потреби пред да научиме нешто повеќе. Да, пред да научиме, еве сега да речам, детето да седи или детето за да зборува и така натака. Да, важен е говорот. Точно, ама пред говорот, кога ќе дојде дете кое што не зборува, да видиме што недостасува пред говорот. Што друго не научи. Да, точно. Бидејќи говорот е секако многу важно, средство за да ние комуницираме, но меѓутоа пред говорот, ако ние процениме дека треба некои други работи да се направат за да стигнеме до тоа скалило, мислам дека секако треба да има обостран фидбек, обострана поддршка, за да имаме резултати кои што ќе бидат секако во доброто за детето. Да, секогаш кога говориме за проблемите, некако се обидуваме да најдеме начин како би било добро и што да се прави, како на некој начин да се превенира, од кога веќе едно дете ќе наполни 1 годинка, што треба се ние да му понудиме како игра, како занимација на некој начин, се она што опфаќа на некој начин занимација и едукација кроз игра, за да сите овие работи за кои што говоревме досега ги научи, како што кажавте, до 5-та година. Значи, знаеме дека постојат разни сложувалки, па разни коцки каде што се прават некои игри, форми и така натаму. Што е тоа што вие како стручни лица препорачувате на родителите за да не дојде до овие проблеми, ако некој сака да се посоветува со вас, како јас сега да се однесувам со моето дете? Се претпоставам дека дали имате воопшто и случај на такви ситуации да некој дојде родител и да ве праша како јас сега моето дете
да го растам, што да му понудам за игра, да не биде тоа телефон секако, бидејќи кажавме дека на вистина многу телефоните направија штета на дечињата. Точно така. Колку е важно, се извинувам, и да му читате приказни, слушајки, нели, слушајки ги приказните, неговиот мозок претпоставам дека поинаку функционира. Точно. Значи, прво да кажам дека во секоја развојна фаза, уште пред првата година, значи од детето треба да игра. Детето треба, значи, да истражува. Така. И да, со самиот почеток, значи, на седење, на лазење, значи па на одење, детето почнува да игра, да учи, значи да осознава, и тука не треба тоа, значи ние како родители да го прекинеме. Туку напротив, треба да му дозволиме. Па дури и само да се нахрани. Точно. Може би ќе се размачка. Точно. И меѓутоа ќе научи самостално да функционира. Да, ќе види, значи па ќе проба. Така да првите раната превенција, значи започнува уште многу рано, уште детето, значи кога ќе се роди. Затоа му даваме, нели, во почетокот, значи во првите неколку месеци од самиот живот, значи детето што прави? Гледа насекаде, наоколу. Тука на нас не ни требаат никакви играчки, никакви стимуланси со кои што, значи, оставаме детето да види, значи, каде се наоѓа, кој е околу него, да слушне и нели во првите 3 до 4 месеци, значи, го препознава гласот на мајката, потоа нели гласот на таткото, па гласот нели, значи, што на најблиските, тука што се во поголем дел од времето присутни. Точно. После, значи, како што детето наголемува, значи, во месеци, почнува да си ги гледа своите прсти. Тука не ни требаат на нас играчки. Сам си истражува. Да, значи, сам си гледа. Евентуално, можеме, значи, да користиме тропалки кои што имаат звук. Кај што детето ќе ја фати, значи, кратко, ќе му го одлече вниманието, ќе го истражи што е. Да, па ќе види дека тропа, па ќе види потоа црно-бели контрастни сликички, значи во првите неколку месеци. Потоа кога детето па ќе почне да се врти од стомак на грб, од грб на стомак, значи тогаш повеќе време детето треба да го ставаме на подлога. Значи, затоа што ја јакна мускулатурата. Таа мускулатура е важна за после, за да имаме лазење, седење, одење, значи, јадрото. Толку повеќе се јакне, толку побрзо и детето ќе прооди. Точно. Сега, тука, значи, кога детето е веќе на стомак ставено, значи, нека гледа, значи, нека истражува, да има тоа неколку играчки, тоа да не бидат многу играчки, многу активности. Сите дома имаме, например, нешто сензорно, например, да направиме обично шише, ќе ставиме вода, ќе ставиме некои светки и детето нека го врти. Значи, нека го гледа. Значи, тоа е. После детето како што лази, тоа самото гледа, значи самото сетилно истражува, како што реков. Значи, со раце, ќе појде нигде очи, до некое место каде што му е интересно. Точно, тука веќе имаме око, рака, уста, координација, развој, каде што детето се што ќе најде, па дури оној пинцета фат, нели кога велиме дека чистат низ дома малите, пинцета фат става, да, значи се. Тоа е моментот кога треба најмногу да се внимава. Да, значи апсолутно. Исто така, тука исто, значи може да се забележи дека има некои оттапки, значи во развојот. И тука може. И тука прво е нешто што се јавуваат, значи родителите на доктор, на педијатар. Зошто? Затоа што тука во зависност од тоа каков е тонусот на детето, дали детето гледа, дали детето слуша. Значи тука, значи во првата година, значи сите отстапки, па ќе кажам, не сите отстапки, делумно отстапките може да се забележат. Да се случува нешто што не треба да се случува. Да, значи во првата година од својот живот, нели може, значи да видиме дали има нешто, нели што ќе ни алармира дека треба да дали тоа ќе биде, значи, посета на невролог, дали тоа ќе биде посета, значи, па на педијатар, дали ќе биде тоа посета на физиотерапевт, нели? Значи, тука се тие отстапки кои што може, нели, еден родител да ги забележи. Точно. После тоа, како растат децата, кога ќе поминеме таа прва, втора година од животот, кај што детето, пак ќе кажам, пак ќе се навратам на таа психомоторна реедукација, која што ние секојдневно ја правиме, значи, ама не знаеме кој е, значи, бенефитот, затоа што ние бараме некоја сложена работа која што ќе остави некое, нели, значајно искуство, но меѓутоа не. Едноставноста е во самото движење. Така. Сега, тука децата веќе
учат, да се качуваат по скале, да се симнуваат, нели по скали. Повеќе, значи, моторно да се движат, каде што вие не можете дете од година и пол, две да седнете и не знам па да реди посложувалки или да, ама ќе има тоа кратко трајно внимание за да ја расипе таа игра, да види што е тоа. Значи, и пак цело време нели ќе значи ќе се движи. Така да тука нема некои си посебни активности. Да, има значи посебни активности надвор да биде. Надвор со другарчињата да истражуваат. Точно. Сега како што расте детето, така значи гледаме фина моторика да вежба, да вади, да става, значи па да ниже макарони, да ги вади макароните, да претура од еден во друг сад. Тоа може да го направат и деца од 1,5-2 години каде што веќе имаат држање или на вилушка лажица и каде што може значи да претураат од една на друга страна, каде што вежбаат око-рака координација, билатерална координација, баланс, стабилност, рамнотежа. Знаете, низ една активност може да се провлечат многу развојни норми. Значи, многу развојни карактеристики кои што се значи, специфични за за таа значи година од животот. Тој проблем. Да. Така да потоа како растат децата, така на децата им се воведуваат активности од аспект на когнитивни вештини, од аспект на значи имагинација. Да, децата сакаат значи па да бидат креативни, сакаат на божемски игрите да ги играат. И тоа исто така треба да им се дозволи. Да, тука после сложувалки исто така кои што се многу значајни, освен само што вежбаме когнитивни, значи па вештини, значи вежбаме и фини моторни, значи па вештини. Тоа исто така и за да дојде детето, за да држи молив. Значи, додека држи молив детето, треба да имаме добри развоени фини моторни вештини. Тие фини моторни вештини се поврзани со говорот, од говорот одиме нели на развој, графомоторика, сечење значи па со ножички, така да се тоа е еден ланец синџир кој што нели си се надополнува и си се надоврзува. Ако еден синџир па се скине, односно не се стимулира доволно или не е присутен, тогаш забележуваме дека треба некаде и нешто да се работи. Па понатак. Сега немаме уште многу време, меѓутоа би сакала нешто што еве е значајно и за овој период месец мај следуваат уписите на првачињата, нешто што е нели оние тестирања кои што им ги прават на дечињата за да ги запишат во прво оделение. Тука е проблемот со говорот. Колку е чест проблемот со говорот и според она нели вие што го работите и дали доаѓаат кај вас родители за помош еве нели да ги подготвите на некој начин за тие тестирања кои што следат за уписите? Да, значи од дефектолошки аспект можам да кажам дека говорот е најчеста причина поради која што еден родител се јавува. Да, но меѓутоа како што кажав и претходно, пред говорот има многу други работи на кои што нели треба да се стимулира, значи да се работи. Од дефектолошки аспект ние стимулираме говор. Сакате да кажете дека задоцнуваат понекогаш родителите или не понекогаш во случајов што сме говореле нели во изминатата година кога има ваква тема, многу веќе тоа е чест проблем. Значи родителите доцнат со многу работи во како да кажам во нивниот развој, како што напоменав. Да. Но меѓутоа јас ќе кажам дека можеби доцнат, но тоа не е грешка. Добро. Да не се чувствуваат виновни. Меѓутоа затоа зборуваме па за да може да се поправат оние што имаат мали дечиња, сега, значи како што кажав, дефектологот, значи си го работи дефектолошкиот дел во делот на стимулација, во делот на свесноста за себе, во делот на тоа каде што како се наоѓа нели па во самиот простор, во делот на фините когнитивните моторни вештини, но во делот на артикулацијата нели тука задолжен си е логопедот. Така да има, значи па во пракса каде што доаѓаат деца нели за подготовка, значи на училиште за корекција нели на фонеми, значи на Л, на Р, на С, на Ш, на тоа сепак е работа на нели на логопедот кој што си го подготвува детето од тој аспект за правилно нели изговарање на гласовите, значи на фонемите. Така да.
можам да кажам дека е во Навистина да. има, значи, Да. кај вас што доаѓаат за да ги Во решите пораст. овие проблеми. Во пораст, знам што од минатата година кога говорев со нашата драга Зденка, која што и вие познавате, се надевам. Заборавив да кажам дека си дел од Гаспар центарот. Често пати со Фики се среќаваме овде во ваш термин, говориме нели за неговиот домен од психологијата. Знам дека се отвори еден центар во Кисела вода, нели, каде што се одржуваат предавања од ваша страна, да ни кажете нешто околу тоа како стојат работите, дали знаете вие или дали сте информирани во однос тоа, дали се уште се одржуваат тие пружање нели на бесплатни совети за дечињата од општината Кисела вода, дали се уште центарот функционира? Да. Да. Вклучени сте вие? Точно. Значи тука имаме сепак работа од страна на мултидисциплинарен тим, значи логопеди, психолози, дефектолози, каде што социјално загрозените врз основа на одредени проценки, од страна на одредени значи проценки добиваат помош, нели помош и поддршка за користење на нашите услуги кои што нели им се потребни. Така. Значи тоа е во соработка со општината. Општината е таа што финансира, претпоставувам, така? Да. Ви помага вас, вие им помагате ним и така една взаемна, како да кажам, едно взаемно разбирање и помагање се со цел, како што кажавте, на оние кои што не можат да се дозволат да платат, да можат да добијат бесплатни услуги. Само да кажеме каде се наоѓаше центарот, локацијата. Значи вака, имаме неколку центри. Добро. Едниот е во Козле. Добро. Да, два имаме значи па во аеродром. Добро. И еден па во Кисела вода. Да. Тој што е бесплатен е и во Кисела вода, само така, или сите се сите некако ги координирате работите? Да. Добро. Да. Нешто друго што има во Гаспар центарот? Знам дека сега најново беше ова што е во аеродром. Да, значи какви се услуги се нуди таму? Гаспар центарот значи нуди услуги од значи типот на значи емоционалното здравје на корисникот, значи тоа се тие психолошки вакви услови. Потоа исто така правиме психолошки потестирања. Потоа исто така значи па се работи на развојот значи на секое дете, дали е тоа типично или пак атипично. Исто така имаме и значи па колеги кои што работат и неурофидбек метода, така да едно целокупно водење, грижа, да. И значи тоа не е центар кај што нели само значи па се нудат услуги за деца, туку напротив имаме нели за повозрасни. Неурофидбекот, психолошкото тестирање доколку е потребно, да кажеме психологот. Што е за повозрасните, од кој аспект им помагате, за кои проблеми? Ублажување и значи За увидување проблеми? да, Добро. значи на менталното здравје. Значи со неурофидбекот исто се делува на психичкото здравје, претпоставам. Да. Добро. Неурофидбек значи па се работи и значи па на деца и на така возрасни. да. Значи комбинирано. Некои невролошки проблеми кај возрастните се решаваат исто во однос на неурофидбекот? Сепак зависи тоа. Зависи. Да, зависи. Неурофидбекот. Добро да не те распрашувам, а во аеродром исто сите услуги? Исто, значи, да. Во сите центри во сите каде што се центри, наоѓате, да, сите услуги имаме, можат да. да ги добијат, добро. Да, секако Чисто имаме информативно значи на нашите самиот гледачи. сајт, на самата веб страна, преварат, ќе бројче се каде видат. што секако нели во зависност од тоа каде живеат, може да се искоординираме, нели да помогнеме, односно за секој оно што му треба некоја помош. Да, во за однос на секое прашање сето се она што надевам говори. дека имаме нели одговор за да ви помогнеме. Теа, јас ти благодарам многу за денес. Ева, отворивме уште една тема за која што не сме говориле досега, како што информиравме нели и за атипичните дечиња и за типичните. Вака само како за крај еден апел до сите родители кои што се млади родители и оние кои што треба да станат родители, како да се однесуваат со своето дете. Многу интересно прашање, често поставувано, и само ќе кажам дека родителството не доаѓа со некој приречник, со некое упатство, секој дете индивидуално. Точно. Да, значи да си го следат своето дете,
да ги забележат сите, еве да речам, ако има некои отстапки. Нешто невообичаено, а треба да биде за негова возраст. Точно. И значи едноставно да уживаат, значи во родителството, така. Да. И како што кажавме, да му дозволат на детето да Слобода. прави се само. Да прави само. Ете така да не ги така спуштат децата оние учат. моменти па да се Точно. наслоберат сите оние работи за кои што говоревме, па потоа да биде тешко. Благодарност навистина голема за соработката со Гаспар Центарот и имаме одамна. Ти благодарам и тебе што еве денес одвои време да бидеш дел од ваш термин. Се надевам во некое друго издание, па ќе се договориме за некоја друга тема, бидејќи проблемите кај децата се навистина во голем број. Да. Благодарам Вики и на тебе. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Ве оставам во добро расположение, имајте добро здравје, а ние се гледаме повторно за 7 дена во исто време.